Екипата на Беса загуби од Скопски Вардар со 1:0 на најинтересниот надпревар од вонредното 14-то коло на втората македонска фудбалска лига Запад. Иако фудбалерите на Вардар беа фаворити на овој надпревар, сепак и двете екипи имаа по неколку убави можности за постигнување на погодок, а домашната екипа пружи достоен отпор, дури на моменти беше и подобар противник на теренот. Единствениот погодок на мечот беше дело на Филип Петковски во 79-тата минута, кога со глава прецизно стрелаше во мрежата на Беса после одличното нафрлување на Дејан Блажевски од десната страна. Го контролиравме целиот надпревар, бевме подобар противник, слободно може да кажем, бевме многу надмотни над екипата на Вардар. Денеска примивме еден нестечен гол. Морам ова да го кажам сега. Овие судиите го носат Вардар, сега со зор да терат на позитивен резултат. Ми се чини тука имаше катастрофална грешка кај примениот гол на судијата кој не судеше чист фаул, па на другата страна ние примивме гол. Имавме многу шанси, чисти шанси не ги искористивме. Еве и последниот момент тука кај што се ствараше имаше ветувачка акција, судијата не дава фаул чист за нас. И морам да кажем дека го штити. Поразот денеска не можем да кажем ДПК беше заслужен. Бевме многу подобар противник, игравме многу на сите елементи на фудбалската игра. Еве и среќата малку не ни недостасува, али тоа е во фудбалот. Пред се благодарам на домашната екипа за одличниот прием. Теренот беше таков како што беше, навистина ни отежна на двете екипи, не можеше да се игра фудбал, меѓутоа ништо како генерален заклучок, посрекната екипа денеска победи и додеше резултатот и на другата страна немаше да биде незаслужено. Мислам дека сите актери што беа на терен дадоа максимум и треба само да им се честита. Навистина условите не беа најдобри. Како што видовте, теренот беше многу тежок, немаше никакви услови да се игра. Среќа наша со борбеност. Успеавме да дојдеме до овие 3 бода. Ова ќе го славиме и продолжуваме понатака за понатамошните надпревари. И останатите две екипи од Полошкиот регион кои настапуваат во втората лига Запад забележаа порази. Тетек загуби со 3:1 на гостувањето кај лидерот на табелата Силекс, додека гостивар е поразен од Охрид со 4:2. На останатите надпревари Кораб го совлада Кадино со 3:1 на гости, додека Воска со 2:1 беше подобро од Велешта, исто така на гостински терен. На табелата во водство екипата на Силекс со 38 бодови, пред Воска со 29 и Вардар со 26. Тетек се на петтата позиција со 18 бодови, еден повеќе од гостивар на шестото место. Екипата на Беса е на 9-тата позиција со 13 поени. Следното воено и последно есенско коло од втората македонска фудбалска лига Запад ќе се одигра во сабота.